никогаш во животот до сега не сум отишол во основното училиште Чернодрински, кај што учат сега мојата најмала ќерка Кира и синот Кален. Најстарата е веќе во средно училиште. За ниту еден од нив тројца никогаш не сум отишол да барам оценки или да ургирам било што. Единствено сум одел најчесто ако сум бил викнат да оправдам некои изостаноци и уште почесто сум одел да пријавам булинг на некои од моите деца од група на соученици, психичко значи малтретирање, тоа пред се мислам, или преку мобилен телефон. Јас знам дека моите деца понекогаш имали непријатности од страна на некои наставници во одредени ситуации и поради тоа што татко им го доживуваат како јавна будала, со чии што ставови се слагале или не се слагале, но благодарение на таа моја јавна дејност, знам дека имале такви непријатности, дури ни за тоа не сум одел да се расправам или да реагирам на било кој начин. Но, и тоа како реагирав неколку пати кога врз најмалата ќерка беше правен булинг од група нејзини соученици и соученички. Од игнорирање, максимално, изолација, нејзина маргинализација од друштво, понижување од типот не можеш да си играш со нас затоа што татко ти не ти купил ролери, не ти купил точак, од типот на не сватила нешто, пошто баш школото и не е многу јака страна, не сватила нешто математика, па Кира глупата и така натаму, поради тоа пред 2 години ја префрли во друго оделение, каде што продолжи нешто сосема друго, значи малтретирање по мобилни телефони, јавување од непознати броеви во ниедно време и така натаму. Навреди и така натаму. Пред 3 месеци пак пријави во школото, разговарав тогаш и со директорката и со класната. Ми беше речено прво дека ќе се разговара, дека ќе се средат работите. Нормално тие за своите деца во Чернодрински имаат супер мислење, пошто они си ги воспитуваат, вика па ние им кажуваме во училна, додека се, само што ни не знаат во какви монструми се претвараат кога ќе излезат надвор. Од типот да најпристојно, најемотивно ќе те викнат да излезеш, као ќерка ми излези, Кира, сакаме да си играме со тебе, те чекаме таму и таму, и Кира ќе се облече на брзина цела светна, ќе оди таму кај што се договориле, ќе бегаат, ќе се кријат зад згради и ово. Тоа се огромен процент од децата кои што учат во fucking Чернодрински. И никој не реагира. И тогаш јас кога бев, ми беше кажано ќе се реагира, и кога отидов и кај класната, ми рече, она вика, ние немаме ингеренции, да зијаме нели телефони, да проверуваме колку, за каков булинг се работи, едната страна е сепак тоа, треба да се види другата, добро. Но рече дека пак ќе се разговара. За после недела дена да ме викне, дојдете вие да потпишете тука дека Кира има 21 неоправдан, што треба да се оправдаат. Добро, викам, ја ќе дојдам, што направивме со тоа булингот? Па знаете, јас и тогаш ви реков, ние немаме никакви ингеренции да викаме родители, па телефони да зијаме да проверуваме. Аха, викам, а за 21 неоправдан ме викате. А тоа што ќерка ми трпи психичка тортура, психолошка тортура, тоа е небитно, така? Сега викам ќе одам у полиција.
И отидов тогаш во полиција и пријавив. Значи, керка ми имаше скриншотови на сите тие пораки, повици, итана. Не прими една албанка, инспекторка, заборев како се вика, жената беше, и се извинувам, жената беше топ профи од полицијска Карпош. Веднаш беше пратени тие представки, како ги викаа, до служба социјалнава служба, не знам како иде после тоа по автоматизам, знам били и во школа. Но нас никој не ни се јави да ни каже конкретно мене, затоа што јас пријавив, како идела таа. Јас ова што дознав така од страна, значи ни официјално не ни се јавија дали е делувано, како е делувано, дали се викнати родители, дали е разговарано со родители на тие деца кои се знаеа кои се и така натаму и така натаму. Невитно. Вчера одам керка ми да земам од надвор, од местото кај што игра на fucking Млечен, кај што идат мајките од високото добро утро, за кои што напишав и специјална збирка драми пред неколку години. Чии што се деца најболи, најваспитани, најпаметни, едни Месија, Роналда, Џоковичи, Ајнштајни, оствари не знаат дека имаат воспитано монструми. Да. Доаѓа керка ми, Кира, во хистерија. Пак некој од тие кои што и правеа булинг, девојчиња тогаш по мобилен, многу подмолно, повторно, преку лажен профил, со неа комуницирале, а јас знам за тоа, комуницирале долго време, само не знам дека е лажен профилот. Ја мислев Кира со таа лично си разговара и супер си, знаете, детска љубов она. Они направиле лажен профил и Кира тоа го открила. Наставници, директорке на Војдан Чернодрински. Вчера керка ми кај вашите решетки кај оградата што гледа према киоскот, кај што купуваа децава храна, ја буташе вака главата од бес, очај и нервоза меѓу решетките и пушташе нечовечки звуци од болка. Дали вие fucking сваќате ја за шо ви зборам? Јас знам, тоа шот после дознав. Пошто ја не размислувам така. Дека многу луѓе замислете години ме избегавале да ме дружат, да седат со мене, се плашеле јас на Facebook приватно да не кажам што сме правиле муабет, што сум правил со нив, што ова, што она. И мене луѓе кои ми кажувале дека ова ми се случува, ја немам појма, дека луѓето се плашат со мене да седат на Facebook да не бидат објавени. Ја тогаш сватив со каква проста маса живеам овде у Македонија. Затоа што ја може да сум дворска будала, јавна будала, како сакате кажете ми, ја не сум ретардиран. Ја никогаш приватно, никого за ништо, приватен разговор, муабет, не сум објавил на Facebook, моја приватна комуникација со некого. Затоа што тоа е ниско, болно, ненормално. Оние кои што го прават тоа се ненормални. Како што правеа на времето одредени инфлуенсерки, објавуваат разговори што имале со приватни лица, што тоа е ретардирано. Но сега сум спремен на све. Пошто, како викаа усреќна нова, заговнарите со говнарски цевки не разбираат поинаку. Некој се прашува зашо Сашо Тасевски е јавна будала кога брутално критикува некого како што беа овие претходни на власт. Затоа што не разбираат друг јазик, не затоа што сум ја вулгарен,
бивши аеродромец, куротресина, ваков онаков, не разбираат друг јазик. За жал, луѓето се такви. Ако не им покажеш, вратиш со слична бруталност, ке мисла дека си слаб, дека им се плашиш. Ајде, секогаш сум имал 2 сантима пред плафонот, дури кога ме напаѓале најако. Секогаш сум имал простор, носо да го извадам, чекај да видам каква е ситуацијава да проценам. Никогаш не сум, може сум ви изгледал дека имам краток фитил, не е така. Не е така, како што ме доживуваат многу луѓе. Секогаш сум се обидол од страна малце да се погледнам у таква ситуација, пред да изреагирам. Така сум постапал и со вас до сега. Оди, вамо, кај директорката, доје педагог, доје ова тогаш Кира која префрлав од еден клас од друг, па нешто предавања ми држевте тамо, додека не видовте дека не можете мене да ми држите предавања. Океј, ви кажав, значи не дојдов тука да преговарам, уште тогаш дојдов да ја пребаците Кира у друг клас и тука заврши муаветот. И ви кажав, тогаш имате проблем у школото. Имате проблем. Мора да и ова ви го кажав, морате да наметнете авторитет. Прво родителите со нула ве множат, како наставници, како просветен кадар, како даскали. И сакате после учениците да ве почитуваат, истите тие кои што се воспитани така како што се воспитани, да бидат на батерии нон-стоп. Мама носи, тато место е, мама меси, тато носи, како беше таа. Имате проблем. И тој проблем е многу длабок и секој го гледа, само вие не можете да го видите. Значи, ја не знам што правите тамо, али по можност најдете начин, ако ви треба помош, ќе ви помогнам за туркање на таа агенда. Преземете си ингеренции као просветен кадар, као школо, и на ниво на држава, и на ниво на град, и не знам како. Значи мора да си го вратите авторитетот, значи да имате ингеренции, да ви се плашат учениците, да можете да наметнете воспитување. А некој ќе ви дојде, некој вака како мене, и кој ви кажува каква е ситуацијата и какви монструми чувате училниците, да кревате вака рамениците и викате, неаме ингеренции ние. Знаеште и сами у наше време какви ингеренции има наставниците, кој ќе ти залепи еден шамар мрсул од на джам, ќе ти се залепи онамо. Па уште ќе му се јави не родителов татково да дозна учеников, него самиот наставник ќе му каже. Ова напред го му залепи веднам, па ќе дое таткото, па тука пред наставникот уште 10 шамари ќе му акне на син му. Абе, сами знаете вие повозрастните. Школото нема никаква функција ако тие ученици не создаде луѓе со етички стандарди, морални, високи, солидарни, милозливи, ајде ако сакате христијански кажано, милосрдни, емпатични. Сте промашиле темата, сте ја промашиле. Ако не создадете луѓе од учениците, без разлика дали некој знае за двојка, за тројка, за четворка или за петка, сте ја утнале темата комплетно. Ја ли треба тоа да ви го кажува? Јавна будала една. Знам како било, и мајка ми и брат ми се професори, баш како. Јас имам почитување кон вас.
И секогаш сум ме бранел кога требало. Па дури и оние по градинки што работеле, кога сум искачал јавно, ничим изабран, сум кажал тие воспитачки, како ги викаат тамо во градинка, треба да имаат 1000 и кусур евра плата. Затоа што почнуваат темелите да ги поставуваат на идните луѓе, кои што ќе треба да изнесат товар у една заедница. Па срамота бе, срамота. Вие кревате раменици, овие родителиве не ни знам дали сте ги викнале, дали сте разговарале, но еве тоа се повторува. Си направивте битно муабет, си седнавте па на кафенце со нив тамо на факинг Млечен, си поправивте муабет Сашо каква јавна будала е, како јаде говна, каква куротресина е, си се посмеавте малце, ај сега пак ќе бркаме работа. Нече мочи. Сашо нема да го заборави оне нечовечки крици што ги испушташе кирка ми вчера со главата бутната меѓу решетки тамо на вашата ограда кај Војдан што гледа према киоскот. У понеделник пак идам у полиција и пак е пријавам со нови скриншотови, со скриншот на тој лажниот профил на таа личност со која што ја замајуваа кирка ми денови наназад. Ке видиме како пак ќе реагира, ке побарам овој пат писмено да бидам известен и од вас и од службите тамо која е социјална, дали државен просвекторат, како се вика, не ме занима. Па да видиме. 10 пати ако треба кидам. 11-тиот пут ке се јавам, барем за тоа ме почитуваат, у 5 телевизии ке излезам, ке видите какво шоу ке ви направам тамо, со имење и со презимење. Не е мој стил да се заканувам. Ама и ова више мора да прекине. Додека не се случи некоја поголема трагедија. Знаеме мали деца како реагираат на такви булинзи, имате примери во околина, да не зборам тие екстремните примери кој оној што беше малион што ги спотепа таму у Белград сите. Да знаете какви трауми се за дете. Сите мои 3 деца проаѓале делимично низ вакви трауми, затоа што, не знам, ради ова или ради она, или татко им на родителска се спротивставил на ова, па родителите им кажале на децата немојте да се дружите со, тогаш у тоа време јас со своји уши го слушнав, со најстарата ќерка која беше, немојте со каја на тој глумецот да се дружите, затоа што на родителска нешто ги распуцав ко свиња кеса тама. Пошто преку глава ми дојде, затоа тогаш повеќе не доаѓам ни на родителски, драги наставници од Чернодрински, ако се прашувате зашо не доаѓам. Зашто сум рекол не доаѓам више да ги гледам тие лапрдања на умислени родители што мислат дека све знаат. Моето дете, као никој пред вас дете да не родил и као никој после вас дете дека нема да роди. И како само вие да сте главните авторитети, врховните авторитети у областа на воспитувањето, воспитувате монструми. И затоа ќе ви кажам, знаете која е разликата помеѓу бесплатно и џабе? Мора да го знаете ова као наставници, као таскали. У школу идеш бесплатно, ама џабе идеш. Џабе идеш ако од тебе не направа тамо човек. Човек со сите квалитети што треба да ги поседува. Да биде хуман, солидарен, емпатичен, да има развиено социјални вештини, да има развиено емотивна интелигенција, да биде милосрден, да биде добар. Ако од кај вас не излезат добри луѓе, сте ја промашиле темата, суштината на вашето постоење. Може утре да заврши некаде и електро и медицина. Ако биде манипулативен монструм,
сте ја промашиле темата со него. Прво родителите дома, пошто таа е најосновното, а после вие. А некаде е обратна ситуација. Толку од мене се надевам дека ви ја пренесов пораката. Намерно вчера ова не го направив, затоа што сакав да отспијам, затоа што вчера бев 10 пати понервозен. А сега кој знае што ќе ви кажа. Ама да си се најдете, да си се соберете на ниво на школа и да си одлучите што треба да правите. Дали ќе си се изборите за својот статус, да имате ингеренции за некои работи, да не се сере по вас кој стигне, или вака ако продужи, а вие кревати понатака рамења, си ги миете рацете, абе ние добро, викнавме родители, им кажавме, јеби га се толку. Или неаме ингеренции никакви. Полиција ќе одам, оди у полиција, шо да правиме? Ние толку до нас. Миење раце. Додека некого распнуваат тама. Негови соученици, другарчиња. Таа која што го направила лажниот профил пред 3 дена кај мене овде дома беше. Па ќе кажам, ова не го сваќате никако закана, не дека нешто ми е страв, па и така ако го сватите, но не е закана. Ова е моја реакција по-жестока на она што се случува. Оти сепак тамо меѓу вас, наставниците, има фини луѓе, има одлични луѓе и одлични наставници. Како Зоки, да кажеме, физичко, кој што му се најде на син ми овој тежок период. И кога го гушнав пред 3 дена таму у школа, го сретнав, по 10 пат му кажав. Значи, помогни му само да застане на нозе, овој додека му е тешкиот период. Оценки не барам. 5 пати сум му кажал. Колку заслужил, толку. Ја може сум дворска будала, ама не сум кретен. Како некој. Поздрав.